Здраво, јас сум Моника Стојановска. Па, Моки постои веќе 5-та година. Во декември правам 5 години од како постои Моки официјално. Тоа е мојот бренд за изработки. Последниве 2 години веќе има физички простор во Козле, местото каде што сум израсната, во мојата семејна куќа. Зошто одлучив да го наречам Моки? Врзана сум сентиментално со тоа име, затоа што баба ми ме викаше Моки, единствено таа ме викаше така и некако сакав тоа да си го задржам и да се провлекува понатаму. И да, инаку многу го сакам Моки, многу ми значи и сум среќна и се чувствувам привилегирано што можам да го работам. Тоа се всушност мои илустрации кои што ги преточувам после во различни производи, дали се тефтери, честитки и така. Се трудам да го направам секогаш топло место и отворено за секој кој сака да се проведе. Дефинитивно да, тоа зависи од различни контексти. Дефинитивно знаеме каква е ситуацијата тука, дека не е баш едноставно да се не толку да се изгради, туку да се одржи низ годините еден мал локален бренд. Може да се каже дека имав среќа. Среќата е во тоа што имав поддршката од луѓето околу мене, дали моите пријатели, се разбира моите родители, партнерот, значи сите тие ми биле огромна поддршка низ годините. Меѓутоа, дефинитивно треба и да се биде многу упорен и многу издржлив и човек да не се откажува толку лесно на сите препреки, ако има многу препреки кога се работи на таква работа, така што треба да се има навистина силна амбиција и издржливост. Најпрво ги цртам цртежите, отпосле одлучувам на каков тип на производ би можел да се аплицира, а инаку како ги одбирам, не знам, како со се друго што правам, импулсивно некако во моментот, како ќе ми дојде така, како чувствувам дека соодветно така. И како што почнам Моки, сакав тие нешта да ги видам јас за себе, да имам нешта кои што јас лично би си ги купила. И всушност Моки да изгледа како продавница во која што јас сакам да влезам и да не е моја. Така што ги правам производите па и според можеби некоја моја потреба, што би сакала да видам. Така, едноставно според сензибилитетот на цртежот. Да, користам многу производи. Користам. Затоа што стварно сакам да ги имам, навистина ми се допаѓаат, се што правам, мене прво ми е битно да ми се допаѓа. Мислам дека само така може да им се допадне и на другите луѓе, пошто тогаш е искрено. Дали имам умелен производ? Не имам умелен производ. Стварно сите си ги сакам подеднакво. И особено затоа што знам колку труд сум вложила, дали е тоа картичка, дали е чаша, било што. Знам колку труд отишол таму, така што мислам дека ми е неблагодарно да бирам умелен производ. Супер функционира, искрено. Прво мислев дека ќе биде само некако вид на студио, кој што луѓето ќе може да си го посетуваат за да видат што работам, како работам, да ќе видат производите. Меѓутоа, после ми се укажа шанса тоа да биде баш вистинска продавница и да функционира така и сум многу среќна што го направив тој чекор. Исто така со поддршка од моите најблиски, затоа што мене ми треба малце некој да ме бутна за да почнам нешто такво големо. Така што да, функционира веќе две и нешто години. Тој простор најпрво бил продавница на моето семејство
и после низ годините е бил простор за различни намени, за колонијал и слично, за прехрана и на крај кога остана празен, сватив дека тоа може да биде супер совршен дом за моки. Го сакам тој простор, ја сакам таа локација, нормално таму сум пораснала, имам спомени и мислам дека е баш идеално место за мене. Тешко е дефинитивно. Мене прво муки ми беше, како да кажам, работев нешто сосема друго и муки ми беше во слободното време си го правев тоа. Меѓутоа како поминуваа годините, колку поише ја вложав, колку поише можев да направам и количина од стварите што ги правам. Значи ти требаат прво материјални средства за тие работи. И кога веќе ќе можеш, кога ќе си направиш капитал, е многу поедноставно, ама за тоа треба многу години. Значи работев 300 работи успат. Мислам и поврзано со тоа што сум студирала со јазик, ама и не само со тоа. Нели бев и ова медиумска аналитичарка. Ама сега тек се чувствувам комотно, пред само неколку месеци да ги оставам сите други работи за да го работам само ова. Значи тоа се веќе 5-та година. Треба многу да си онака баш упорен и да вложуваш. И сватив дека пошто многу од мојата креативност одеше на тие работи што ги работев. Иако не беа толку креативни, сепак ти треба некаква креативност и осеќав дека ја трошам таму. И дека не ми остануваше сепак доволно за ова. И сега ми останува и можам баш онака да се вложам и физички и секако. Така што сега е во ред и заедно со ова другото што го имам, со носталгичност, веќе можам да го работам само тоа. Сега работам многу повеќе од 8 сати, ама тоа е. Јас пишувам од секогаш, мислам од секогаш сум била наклонета кон тоа, сум сакала, уште како дете и очитаме да пишувам. Сум сакала кога имаме писмени по македонски, например, многу. И едноставно сум уживала во тоа, меѓутоа никогаш не сум имала таква храброст на, како да кажам, на некоја рана возраст да објавам нешто. Никогаш не сум почувствувала до тој момент дека ми е нешто зрело од напишаното. Така што јас постојано пишував, има и такви денови во првата збирка, има песни што се стари може над 7-8 години сигурно, што после тоа нормално сум ги коригирала, малце сум ги поправала. Ама да, не се чувствував едноставно така, не знам како да го објаснам тоа. Како со се што правам, како што кажам, мене ми треба малце некој да ме потурне, да ми каже, па добро, стварно е добро. Не знам на што се должи тоа. Но многу сум среќна дека се случи тоа, одлучив да аплицирам, конкурсот во Министерство. И така излезе, има и такви денови. И сум среќна и сум многу задоволна со таа збирка. Некако како да, не знам, се чувствувам како да ја должев не само на себе, туку и на луѓето околу мене, што ме прашувале кога ќе биде, како ќе биде. Бев изненадена, искрено многу пријатно бев изненадена, затоа што освен нормално од луѓе што си ги сакаме и што ни се блиски, што имаме поддршката и имаме охрабрувачки зборови, имаше луѓе кои што прв пат ги запознав баш преку збирка, не знам, луѓе што ме тагнувале на песните, што ги читале, што ставале фотографии од збирката. Мене стварно тоа ме изненади, пошто јас не дека го направив тоа со некој особено очекување. Нормално дека сакаш да им се допадне на луѓето, очекуваш дека им се допадне, меѓутоа не е до крај. Не знам како да го објаснам. Ама супер беше примена. Не знам, за мене тоа е баш голема награда, дека коментарите дека мојата поезија му се нашла на некој. За мене тоа е огромно признание. Па двете работи ги сакам, да.
поетско читање. Не сум, но мислам дека поетско читање. Освен една песна, сите останати се после излегувањето на првата збирка. Не знам, овие песни за новата збирка едноставно само излегоа од мене. Не знам како да објаснам. Тоа беше стварно една потреба. Значи, не се ни многу нормално дека се проверувани, дека се поправани, меѓутоа она главното сршта не ја чепкав едноставно. И сите тие песни излегоа после излегувањето на првата збирка, значи се пишувани во 2 години. Имав малку различен пристап, да, некако си земав повеќе слобода, не мислев толку на останатите. Нормално дека ги имаш читателите во глава, меѓутоа малку се подослободив и од тоа и од тие некои притисоци како ќе биде примена, како ќе биде читана. И некако ми е баш така повеќе слободна, можам да кажем, од минатата, без толку задршки ми е пишувана. Така, едноставно, како што кажав, таа некоја потреба што беше во мене, така излезе. Да, подиректна е, не е толку романтична, да, не е толку љубовна, нема љубовен момент, нема романтичен момент. Повеќе се некои мои размисли, некои ставови што сум сакала да ги некако да експериментирам, да ги вметнам во стих. Немав, за кориците одговорен мојот партнер Бојан Станик и негова беше идејата за корицата. Мислам, нормално јас кажав од прилика што сакам да биде некакво дзиркање кон нешто. И мислам, некаков прозорец да биде. Гледање во некој хоризонт. Го оставив тоа на него, го оставив целата слобода. И излезе како што излезе, јас сум многу задоволна. Значи, на првата корица има прозорче што гледа кон надвор, кон едно дрво што ги или губи или добива листи, како сака. А втората, сосема непланирано, повторно со негова помош, одлучивме да биде како некој втор дел, односно да биде истото прозорче, но да гледа навнатре. Односно, баш како поезија некако. Да. Гледа тој истиот прозор, само гледа кон супата од која што претходно се гледаше надвор. Со цвеќе која што ги губи ливчињата и на која што растат нови. Многу симпатична идеја, се заблагодарувам многу. Носталгично е приказна што буквално почна без никаков план, спонтано си почна и спонтано се разви и уште сум зачудена каков е приемот. Мислам дека се почна од кога јас лично на мојот профил приватен си ги објавував некои знајдоци од втора рака што сум си ги наоѓала за мојот дом и си ги споделував и добивав многу реакции од луѓе, многу прашања од каде, како и бев изненадена. И после некако добив идеја со помош исто на блиски луѓе, што ако тоа го концепирам во еден профил, каде што ќе објавувам, каде што со помош на тоа огромен процес, барањето, стигнувањето до нешто такво, огромен труд, кој што не се гледа на прв поглед, меѓутоа е комплицирано. Ама сум дека многу благородна работа, многу фина и еколошка и многу ми се допаѓа, навистина ми се допаѓа. И така го отворив профилот и почнав така со ситно, со по еден предмет, два предмета. И веднаш ми пишуваа луѓе, бев стварно изненадена дали стварно луѓето толку ми се допаѓаат вакво нешто, значи има шанса да се развие нешто вакво во Македонија. Мислам, не дека ја сега измислив нешто, антикварници постаат тука со години, меѓутоа
добив желба да биде носталгична еден вид на, како да кажам, модерна антикварница. Каде што се е средано, каде што се е курирано, се е изчистено, избришано, полирано, со машна, каде што луѓето само ќе дојдат и ќе можат да си го земат, да си го купат тој производ. И сум изненадана како оди тоа, како се разви, многу фини коментари, многу фини приказни слушнав од луѓето, многу луѓе запознав. И баш ми е драго. Не знам колку ќе трае ова, немам особен план. Меѓутоа колку да трае, среќна сум дека воопшто сум започнала нешто такво и дека се развива на некој начин. Многу ми е тешко. Многу ми е тешко. Јас цел живот се трудам да не видам хората, да не собирам многу работи низ дома, ама многу тешко ми оде. Јас не сум минимал човек. Можеби некој би се излажал дека сум, но не сум. Јас многу тешко се одвојувам од нешта и сум сентиментално врзана дури со предметот. Тоа е тоа. Може добро, може не е. Ама носталгично, многу чудно, но на некој начин ми помага да уживам во привременоста на тие предмети. Значи некако дури ми е доволно ако не знам оваа чаша е кај мене 2 недели, некако се чувствувам 2 недели си имав оваа чаша и сега ќе оде кај следниот, ќе израдува некој друг. Па кога ќе ми дојде некој и ќе ми каже, баш вакви чаши ме потсеќа на баба ми, на дедо ми и имавме такви порано, па ни се скршија и си викам, да, дефинитивно вие ги заслужувате повеќе од мене овие работи. Така што така некако се балансира. Се трудам, некако си кажав, морам сега оваа година да водам блог. Мислам, јас многу пати сум пробувала низ годините. Сум имала и на Blogspot, имав секакви блогови, значи од Пицо навака, после High Five, после Tumblr се разбира што е имам. И некако решив, некако си кажав, кога ќе наполнам 30 години, морам да го направам ова, како и некои други работи. И така се стоев на зборот, си го направив сајтот, страницата си ја направив и блогот е всушност дел од таа страница. И почнав, требаше да имам секој месец објави, мада сега малце доцнав, ама ја спремам 3-месечната објава. А на прашањето дали е лесно или не, мене ми е многу лесно, мене ми е многу едноставно. Затоа што ако фотографирам некој момент, ја не се чувствувам дека ја не сум присутна во тој момент. Многу луѓе кажуваат, зашто ги сликате овие работи, зашто фотографирате толку, уживајте во сегашност. Јас така уживам во сегашност. Јас толку уживам во таа сегашност што сакам да ја имам и понатаму. Сакам да ја се навраќам, отшто ми е толку убаво во тој момент. Така што животов е стварно комплициран и тежок. И кога ќе најдам на такви моменти што мене ми се инспиративни на било каков начин, не само естетски, туку како ќе направам да почувствувам нешто, сакам да ги фотографирам, сакам да ги споделам, да напишам некаков запис за нив. И ова ми е супер начин, супер шанса со блогот. И се надам дека ќе потрае, а тоа зависи само до мене. Тоа е слобода, доаѓање дом. Најубавото чувство, кога можеш да се соблечеш од сите маски во тебе и да бидеш само свој како никога не те гледа. Супер, фала ти.